на возрастните они не можат да наштетат, освен на тие што не се вакцинирани. Значи не е имунизираната популација повозрастна, меѓутоа поголемиот дел веќе од нив се вакцинирани. Значи на нив нема да им наштетат, меѓутоа ќе се наштетат прво самите на себе и на помладата популација. Бидејќи во последниот месец, последните 15-16 дена, барем кај нас во Гевгелија, се јавуваат енормен број на деца на педиатриските оделенија со сомнителни симптоми. Значи не дефинирани. Негативни се на COVID, меѓутоа ги имаат сите симптоми клинички кои асоцираат на COVID, иако тестовите се негативни. Зборуваме за популација од 2 до 3 години. Неимунизирана, незаштитена и отприлика за нив нема ни да има вакцина во скоро време. Значи сите тие собиранки, сите тие журки, сите тие одмори ќе ни се удат од глава многу скоро. Така. Ситуацијата значи ќе ни биде таква. Таргет група е младата популација под 14 години. Очекувајте дека следниот месец ќе имаме проблем со тоа. Неимунизирана, непрележена, тестовите сега се уште не е докажано дали се работи за COVID или некои други вируси кои се набилдаа покрај COVID, а можеби и тестовите кои не се дизајнирани да го фаќаат делта сојот. Така да се уште сме во дилема и за тоа треба превентивните мерки апсолутно и уште построго да се почитуваат. Така, значи имаме дилема околу превентивните мерки дека ги ослободија, да. Да, во моментот гледајќи што се случува со најмладата популација, јас сум во дилема. Сега дали се работи за COVID, дали се работи за други вируси, дали се работи за тестовите кои не можат да го тестираат. Меѓутоа симптоматологијата е страшна.